Почитувани гледачи, ве покануваме да бидете дел од нашата нова емисија Точно напладне на радио Глас на надежта. Секоја среда, точно напладне, ќе имате можност да ги следите следните содржини: мисла на денот, актуелности во светот, совети за здрав начин на живење, теолошки теми, одговори на ваши прашања и други интересни содржини. Сето тоа ќе биде проткаено со убави христијански песни. Емисијата ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта и на YouTube каналот Радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, поздрав од студијето на Радио Глас на надежта. И започнуваме нашата дневна емисија Точно напладне, секоја среда со почеток во 12 часот. Еве денеска повторно сме заедно и верувам дека во наредните минути ќе ни биде на сите пријатно и од благослов. Вообичаено емисијата ја започнуваме со мудра мисла, па и денеска ќе прочитаме една мисла, ќе споделиме, а она гласи: никогаш не гледај никого од високо, освен ако не му помагаш да стане. Наистина длабока мисла, има свое значење, не треба никого да подценуваме, сите ние сме луѓе, без разлика дали сме богати, сиромашни, дали сме млади или стари, дали сме од град или од село, пред Бога ние сме сите синови и ќерки, како што пишува во Новиот Завет. Така да нека ова мисла не прати и денеска: никогаш не гледај никого од високо, освен ако не му помагаш да стане. Ние во животот доаѓаме на различни позиции и обавуваме различни служби, меѓутоа секаде и секогаш треба да останеме луѓе, човек, што се вели. Бидејќи на жалост се случува во животот некој да добие некоја функција, меѓутоа како да тоаш го менува однесувањето, карактерот и така натаму, како да не ги познава оние своји пријатели најблиски кои до вчера живеел, можеби сега бидејќи на некоја позиција, но секогаш каде да се најдеме, треба да останеме луѓе, без разлика каква титула носиме. Никогаш не гледај никого од високо, освен ако не му помагаш да стане. Нека ова мисла не води и во овој ден, почитувани гледачи. Одеме сега да ве поздравиме со една христијанска песна. Сигурно сладка, Исусе мој, о каква радост за мене тој. Дете сум Божјо, сигурно знам, откупен со крв, роден од Дух. Затоа пеа и сведочам, го славам Исус цел живот свой. Затоа пеа и сведочам, го славам Исус цел живот свой. Од срце живо му предава, за него сега ја живеа. Милост и љубов ми праќа Бог, секојдневно ме охрабрува. Затоа пеа и сведочам, го славам Исус цел живот свой. Затоа пеа и сведочам,
славам Исус, цел живот свой. Одмор во Исус добивам јас, среќа и блаженство секој час. Сокренат поглед очекувам, во него пресвет да полетам. Затоа пеам и сведочам, го славам Исус цел живот свой. Затоа пеам и сведочам, го славам Исус цел живот свой. Го славам Исус цел живот свой. После ова песна се враќаме повторно во програма. Почитувани гледачи, вие следите дневната емисија Тошо напладне, кој се емитува секоја среда во 12 часот на Facebook страната на Радио Гласна надежд и на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежд. Ова емисија се снима и ќе можете да ја проследите подоцна или да ја споделите со вашите пријатели. Следува рубриката Вести од земјава или од светот. Денеска имаме вести од Скопје, од нашата земја. Имено минатиот викенд се одржа библиски предавања, да се живее слободно. Значи, тоа беше генералниот наслов, да се живее слободно во црквата Влае во Скопје. Предавањата ги одржа пастор Зоран Марцикич од Белград, човек кој живее со Библијата, што би се рекло, и сака да ја презентира, да ја доближи таа света книга или пораката од Библијата до луѓето. Неодамна беше и во Кавадарци, пред тоа беше во Прилеп, еве сега, овој минатиот викенд беше во Скопје. Може неколку фотографии имаме од тие предавања. Би сакал да ги спомнам само темите кои беа одржани. Тие теми може да ги најдете на неговиот YouTube канал Библија учи, така да доколку сакате да слушате негови предавања, може значи да отидете на неговата веб страница или на неговиот канал на YouTube. Првата тема во петок гласеше челична вера. Значи зборуваше пастор Зоран за верата. Каква е таа челична вера? Вера која не се менува според приликите или според временската прогноза, значи она силна вера, без разлика ништо се ќе помине човекот во својот христијански живот. Во сабота предкладне зборуваше зошто Исус доцни. Многу луѓе поставуваат такво прашање, дали Исус доцне. Меѓутоа Библијата пишува дека Исус никогаш не доцни, Бог никогаш не доцни. Тој ќе дојде тогаш кога ќе се наврши времето според Божјиот часовник. Во Галатјаните 4:4 пишува дека Исус кога дојде први пат во облик на бебе, кога се роди, значи кога се навршило времето, Исус се појавил на оваа земја, на оваа планета, така да и во повтор пат Исус ќе дојде тогаш кога ќе се наврши времето. Наше да чекаме, но очигледно пастор Зоран на оваа тема исцрпно, длабоко библиски одговорил на прашањето зошто Исус доцни и дали воопшто доцни. Во сабота навечер темата гласеше еднаш спасен, за секогаш спасен. Има такво верување кај некои христијански заедници. Значи, еднаш ако си поверувал во Христа, ти си за секогаш спасен. Меѓутоа, библиски тоа не е точно. Ние може да бидеме цел живот добри, верни на Господ, но ако при крајот се одвоиме од Бога, го напуштиме Бога, на жалост спасение нема да добиеме. Значи, еднаш спасен, за секогаш спасен, тоа или таа мисла не е библиска, иако превладува во христијанскиот свет. И последната тема гласеше трулежот во коските. Интересна споредба, длабока тема и еве може да ја пронајдете на неговиот канал.
Ете, почитувани гледачи, тоа беа тие кратки вести кои ни дојде од Скопје, така да и во наредните емисии ќе известуваме за разни настани во светот и во нашата земја. Одеме сега повторно со песна. Bože moj, uči me da se molam, da go živeam zakonot tvoj. Mesto gordost ti daj mi pobožnost, moj to srce da bide tvoj dom. Moj to srce da bide tvoj dom. Duhot tvoj sveti neka je tuka, so mene se kogažda je toj. Tvoj to ime da večno go slavam i cel život za tebe da pejam, život cel za tebe da pejam. Da bližni od svoj jaz go sakam i da proštevam so ljubov jaz. Site neka se čudat i vidat, deka život svoj davam za tebe, život svoj davam jaz za tebe. Site neka se čudat i vidat, neka život svoj davam za tebe, život svoj davam jaz za tebe. The winter of our lives. Зимата во нашиот живот. All right, I'm well into the winter of my life, Јас сум веќе во зимниот период од мојот живот, but I love every day of my life. али го сакам секој еден ден во мојот живот. I exercise, Јас вежбам, I eat right, се хранам исправно, I travel the world. патувам по светот. Yeah, I may look old as dirt, И ја можеби изгледам толку стар, but I feel wonderful. али се осеќам прекрасно. I do push-ups every morning. Секој утро правам склекови. Last time I did push-ups, I did 1,200 push-ups. Последен пат направив 1200 склекови. At 75? Yeah, 75 years old. На 75 години? Да, на 75 години. Old age is not a disease. Староста не е болест. I live in the state of Kentucky back in America. Јас живеам во државата Кентаки. And there's a lot of Amish people in my community. И во мојата заедница има многу амиши. Well, last summer, one of the Amish men got COVID. Последното лето,
еден од амишите се разболе од COVID. Serious case. Многу сериозен случај. They took him to the hospital in the county where I live. Го одведоа во болница каде што живееме. The doctors looked at him, examined him. Докторите го погледаа и го испитуваа. Say, this is too serious for us. Тие рекоа, ова е премногу озбилно за нас. We're going to have to evacuate you to another hospital up north. Ние треба да го префрлиме на север во една друга болница. Now you have to understand the mind of an Amish person. Али вие сега можете да дали може да го разберете еден ум на еден амиш. He says, I'll die in my own bed. Тој вели, јас ќе умрам во својот кревет. Sorry for the Russian. Се извинувам за рускиот јазик. So he went home. И тој се замина дома. Well, a lady that I know, she knows this family. Госпоѓата што ја знам, го познава ова семејство. So she gives me a call. И таа така ми се обрати по телефон, ми се јави. What can I do to help this man? Што можам да направам за да му помогнам на овој човек? On the phone. Преку телефонот. This one right here. Еве го тука. I told her step by step what needed to be done for this man. Јас си кажав чекор по чекор тоа што треба да се направи за овој човек. This is sort of a picture of it. Еве ја сликата тука. It's called fomentations to the chest. Тоа се вика притисок, препирка на градите. So I told her. Јас си кажав. She went to the man's house. Таа замина во куќата на овој човек. And she told his daughter how to do it. И таа и објасни на неговата ќерка што треба да направи. So I tell her. Јас си кажав нејзе. She tells her. Таа и кажа на ќерката. And she goes in and gives her father the treatments. И таа отиде и го третираше нејзиниот татко, се грижеше за него. Simple treatments. Едноставни третмани. The next day he was up. И следниот ден веќе беше на нозе. A week later he's back out working in the fields again. И за 7 дена тој веќе беше во полето и работеше. Health can be very simple. Здравјето може да биде толку едноставно. Now I like to work with wood. Јас уживам да работам со дрво. This is a table saw. Ова е циркуларна машина. Very powerful. Многу моќно. And I was cutting a piece of wood one day. И еден ден сечев едно парче дрво. And this is what this fella's doing. И тоа е она што ова момче го прави. He's pushing the wood through. Го турка ова дрво кон циркуларот. While I was doing this, my hand slipped. Додека ова го правев, моите раце се слизнаа. And I cut the tips of 2 fingers off. И ги отсеков врвовите на 2 мои прста. Right down to the bone. Скроз до коска. I looked for my fingers, I couldn't find them. Ги барав моите прсти, али не можев да ги најдам. Went down to our sanitarium. Отидов до санаториумот. A doctor sent someone to find my fingers. Доктор испрати некој за да ги побара моите прсти. They were completely gone. Тие исчезнале. So they cleaned my wounds. Така да тие ги исчистија моите рани. Wrapped my wounds up. Ги завиткаја. But a friend of mine gave me a little cup of green powder. Али еден мој пријател ми даде зелен прав. What was the green powder? Што е тој зелен прав? It was powdered gavad's leaf. Тоа е пудра од гавез. Which is a wonderful cell growth proliferator. Тоа е нешто што дозволува да повторно се обновуваат нашите ќелии. Every night I'd mix some of that powder with water. Секоја вечер јас тој прав го мешав со вода. Put it on my fingertips. Ги ставав на врвовите од моите прсти. And took a finger off of a rubber glove and pulled it over that finger. И отсеков врвови од гумените ракавице и ставав на моите прсти. 3 weeks after the accident, само 3 недели после овој настан, I was playing the guitar again. Јас повторно можев да свирам на гитара. And these are the fingers you push the strings with. Тоа се прстите со кои што ги притискате жиците. No scars. Нема ожилок. Completely healed, no pain. Потполно излечени и нема болка. 9 years ago, само 9 години подоцна, I'm going down a hill on a mountain bike.
се спуштав низ една планина со велосипед had an accident. и имав несреќа. Okay? So I broke my right clavicle, Клучната коска ја скршив, first rib, првото ребро, second, второто, fifth, петото, seventh, седмото, ninth, деветото and multiple fractions of my pelvis. и повеќе кршеници на карличната коска. Now, if any of you have ever had a broken rib, Ако некој од вас имал скршено ребро, you know that's painful. вие знаете колку е тоа болно. I've had 6 broken ribs. Јас имав 6 скршени ребра. But 1 month after the accident, Али само еден месец после овој настан, my ribs were completely healed. моите ребра се потполно излечени. Used the same herb. Ја користев истата билка. If I don't have that herb, А ако ја немам таа билка, or if you don't, или вие ако ја немате, there's another one growing out in your yard right now. не мора да идете многу далеко од вашиот двор. That's a fantastic herb. Ова е една фантастична билка, боквица. You got the broadleaf ones, Имате широки листја you got the narrow-leafed и ones. имате тесни лисија. They do the same thing. Истата функција ја обавуваат. 3 months after the accident, Само 3 месеци после настанот I climbed to the top of Mount Fuji in Japan. се искачив на врвот на планината Фуджи. It's amazing what nature can do. Е фасцинантно што природата може да направи. Had a patient, Имав еден пациент, huge diabetic ulcer. еден голем диабетик улцер. The treatment of choice, Третменот кој што треба да се избери, cut the leg off. лекарите велат да се сече ногата. We tried many things to prevent that, Ние се обидовме многу работи само да го спречиме тоа. but we finally found something that worked. И конечно најдовме нешто што може да работи. You might have it for lunch today. Може би денеска ќе го имате за ручек. Зелка. И кромит. Yeah, that was what we put on her leg. Тоа е она што ние го ставивме на неговата нога. Cut them up, smashed them up, Исековме, ги стискавме, put them in a cloth and put it over the wound. го ставивме на крпа и го ставивме на рана. Now, we didn't fix it in a minute. Не го среди тоа за една минута. It took a few months. Имаше потреба од неколку месеци. But this is what her leg looked like when it was done. Али еве како изгледа ногата откако е сето тоа завршено. Very, very simple things. Многу едноставни работи. The food that you eat, Храната која што ја јадите. not only is it, if you're eating good food, А ако јадите добра храна, good for the inside, е добра за внатре, and often good for the outside too. али многу често е добра и за надворешни работи. Here in your country, Тука во вашата земја. learn what herbs are available here. Научете кои се тие билки кои што ви се достапни. Wild herbs growing in the hills. Оние во дивината кога одите по ридовите. Haven't been genetically modified. Немојте да бидат генетски модифицирани. Learn how to use them. Научете како да ги користите. If you do this, А ако го правите ова, you will have the best medications you can get. ви имате најдобра медикаменти кои што можете да ги поседувате. Happy hunting. Имајте среќен лов. После ова песна, почитувани гледачи, уште еднаш да ве поздравам сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите ова наша дневна програма секоја среда, точно напладне, значи во 12 часот. Следува рубриката Теолошка тема. Денес се одлучив да зборуваме на тема Исус може да помогне. Со оглед на ситуацијата што се случуваше овие денови во Македонија, многу жалост, многу тага беа исполнити срцата на секој од нас, меѓутоа во тие тешки моменти кога ни апчината, таблетките, значи не помагаат или утехата од човечка уста, сепак постои една личност која може да ни помогне во овие тешки моменти за секој од нас, посебно за најблиските, за роднините кои ги изгубија своите мили и драги.
Исус, дали навистина може да ни помогне, почитувани гледачи? Јас не знам со какви проблеми вие се соочувате. Бидејќи сите ние сме различити и имаме различити неволи и проблеми. Без разлика дали сме богати, дали сме сиромашни, граѓани или земјоделци, стари или млади, сите се соочуваме со предизвици кои, нажалост, понекогаш не можеме да ги решиме. Како, например, болести, болка на срцето, осаменост, зависност, сиромаштво, страв, срам. Без обзир на неволи со кои се соочуваме, сепак постои некој кој може да ни помогне. Тоа име или таа личност е Исус Христос. Името му е Христос. Многу луѓе му се обратиле во својот живот за своите потреби, проблеми и добиле помош и тој им помогнал во тие тешки моменти во кои тие се нашле. Ќе ви раскажам во ова кратко проучување, почитувани гледачи, за 3 искуства на луѓе од Азија. Значи, овие случаеви се случиле во Азија. Тоа се луѓе слични на нас, на кои Исус им помогнал. Тоа се вистински извештаи, вистински настани, значи не се измислени. Само нивните имења ги заменив за да ја заштитиме нивната приватност. Првата случка се случила во Шри-Ланка. Млада мајка која доживеала необично искуство. Името ќе наречеме со Јауа. Работела во мала крвна лабораторија. Часовите на работи се чинеле долги, но била среќна што можела да заработува и да се издржува себе си и својот мал син. Била мажена, но низиниот сопруг бил неверен и на крајот ја оставил и се оженил за друга. Оставена сама да се грижи за својот син, се вработила во оваа лабораторија. Иако била будист, значи била будиста, Јауа уживала да работи со својата христијанска работодавачка госпоѓата Ана. Наскоро станале добри пријателки. Еден ден, додека ја завршувала својата работа во лабораторијата, ја одеднаш почувствувала силна болка. Погледнала и видела крв и 3 посекотини на подлактицата. Таа врескала во ужас и зела марамче за да го запре крварењето. Тоа не била обична несреќа. Јауа почувствувала присутност на зли духови во самата просторија во која работела. Слушајќи го незиниот крик, Ана истрчала да види во што е проблемот. Го видела стравот на бледото лице на Јауа додека објаснувала што се случило. Ана одговорила: Јауа, мојот Бог има мог да му нареди на злиот дух да замине. Ајде да се помолиме. Додека Ана се молела, Јауа почувствувала како да исполнете со мир. Духовите исчезнале. Бев изненадена колку молитвата брзо делува, рекла подоцна Јауа. Сакам да знам повеќе за Исус, на кој мојот работодавец му се молеше. Исус слуша и одговара на молитвите. Навистина, ова било позитивно искуство за ова господја, крварењето престанало и се вратило во нормала. Но гледате колку е силна молитвата која ќе се упати со вера во Исуса. Вториот пример ни доаѓа од Банкок. Деловна жена во Банкок. Сузана била млада и успешна деловна жена во Банкок која работела во голема компанија за продажба. Брзо напредувала и често патувала во странски земји. Но не било секојаш така добро. Таа и незиното момче што току се разделиле. Мислела дека ќе се омажи за тоа момче. Сега била сама искршена во срцето. Животот и станал исполнет со темнина. Плачела секоја вечер река одела на спиење. Поминувале недели и светот и се чинел мрачен. Низините соништа биле уништени, момчето ја напуштило. Сузана почела да забележува како вестите постојно известуваат за страшните катастрофи што се случуваат низ целиот свет. Дури поп културата зборувала за неволите во животот со зборови, песни и со филмски сцени. Позади сите тие несреќи мора да постои некој надмокен ум, заклучила таа. Но што е
со доброто во светот, зошто повеќе превладува зло? Постои ли за тоа некое суштество? Таа не знаела. Една ног Сузана се пробудила свесна за присутноста на некого во собата. Мора да сум само сонувала, помислила таа. Се свртила и ги затворила очите, но повторно ги отворила очите, погледнала и видела некого како стои покрај низиниот кревет. Сепак не почувствувала страв. Погледнала во љубезното лице, не рекол ниту збор. Знаела дека тоа суштество е добро. Смирена ги затворила очите и заспала. Следниот ден Сузана размислувала за својот ноќен посетител и станала уверена дека тоа суштество кое го видела бил Исус. Чувствувала дека тој некако знаел за низиното за чорување, значи за низините проблеми и дека дошол да ја помогне. Се прашувала каде може повеќе да научи за Исуса. Почувствувала силен нагон да оди во христијанска црква управувана од англиско училиште. Во тоа училиште учела како дете, подосна додека ја проучувала Библијата со одговорните, ги дознала фактите за Исус и како да го бара неговиот благослов и водство во својот живот. Сузана знаела дека никогаш повеќе нема да биде сама. Исус ја сакал исто како што ја сакал низиниот татко. Вистина, и ова е убаво искуство, убаво доживување на госпоѓа Сузана. Третиот пример ни доаѓа од Малезија. Очаен татко во Малезија. Името му е Ченг. Непријатно се извиткувал во седишето на неговата Хонда, каде што спиел последните неколку ноќи. Тој повеќе би сакал да биде со својот син во болница, но делението за интензивна нега јасно ставило до знаење дека само еден родител можел да остане во собата со момчето. Ченг не можел да спие со својот син, но немал намера да се оди дома. Одморот во автомобилот бил една од опциите за него. Чекал да изгрее сонцето и да започнат часовите за посета, за да може да се врати во креветот на своето момче. Зошто неговиот мал син имал срцева болест опасна по живот, се прашувал. Зошто лекарите не можеле да му го решат проблемот? Дали неговиот син ќе се извлече и ќе се опорави? Што ако умре вечерва? Не можел да ја поднесе помислата за животот без синот единец. Стравот го зафатил неговото срце, се чувствувал толку безпомошно. Солзи течеле од лицето на Ченг. Дали навистина нема кому да му се обрати за помош? Молитвите до предците и посетите на храмовите не му донеле надеж. Хирурзите му рекле дека состојбата на неговиот син не може да се подобри ниту со операцијата. Гледајќи во седиштето до него, очите на Ченг се насочиле на едно мало ливче над купот разни документи. Постигнувајќи по него, се сетил дека еден христијанин му го предал тој трактат пред неколку дена. Ченг трескавично го запалил светлото и почнал да чита. Малиот леток го пишувал Бога кој го создал овој свет, за оној кој не љуби и копне да му се представи и да му помогне за неговите проблеми. Ченг размислил за оно што го прочитал, бил толку безпомошен и се прашувал може ли тој Бог да му помогне. И почнал да се моли: Боже, ако навистина си тука, ако навистина постоиш, те молам да направиш само една работа, те молам исцели го мојот син. Ако го направиш тоа, ќе бидеш мој Бог и ќе те следам. Тоа утро Ченг влегол во болничкиот одел каде што лежал неговиот син. Лекарите и медицинските сестри се туркале околу креветот на момчето. Тие се смееле и возбудено го гледале неговиот здрав здравствен картон. Момчето оздравело. Наистина, може би ни е чудно, почитувани гледачи, но Бог е Бог на чуда. Бог одговара на искрените молитви. Дали имате проблеми со работа на училиште? Дали имате конфликти со луѓето околу вас? Дали сте болни и исполнети со грижи или страв? Дали сте осамени? Дали сте немокни над зависноста или слабоста и сакате подобри одговори? Исус може да ти помогне.
Современиот човек е наполно свесен дека светската криза се продлабочува. Некои учајнички се обидуваат да ја спречат. Напредната технологија, економските теории, меѓународните организации се уште се парализирани од светските проблеми. Гласот на разумот и добрата волја се задушени од суровите гласови на национални поделби и од поборниците на расколот. Меѓутоа и покрај сите овие гласови, Исус смирено храбрува: јас сум патот, јас сум вечниот живот, јас ќе дојдам повторно по вас. Христос е последната и најголемата надеж за нашиот свет, бидејќи само тој може да го тргне гревот кој го разорува. Исус, почитувани гледачи, умрел на Голготи за тебе и за мене, за сите нас. Го поразил гревот и ги ослободува сите кои ќе одговорат на неговата понуда за спасение. Спасителот отворил излез од овој разбранован свет, жртвувајќи се себе си и проливајќи ја својата крв. Тој истиот Исус еден ден ќе дојде и ќе го уништи гревот за секогаш. Ќе ги излече болестите за секогаш. Тој ќе го тргне гревот од овој свет и од нашиот живот. И затоа да не чекаме долго. Денеска да ги отвориме наше срце, односно да проговориме и да му кажеме: Исусе, сакам да ми помогнеш. Имам проблем, не можам да го решам сам. Те молам, помогни ми. И затоа, почитувани гледачи, нека навистина да сватиме дека нашиот излез е само преку Исуса Христа. Тој отвара вратата на сите наши проблеми или ќе ги олесни проблемите, маките кои ги носиме, да не бидат многу полесни за носење. И еве на крајот уште едно кратко искуство за една млада девојка која го предела своето срце на Господа. Додека следела серија предавања од Библијата, Марија била присутна на тие предавања. Слушајќи за скорешното доаѓање на Спасителот, како се дошло на свое место, се чинило разумно. Прето немала никаква врска и појма за Бога, но кога ги следила сите предавања и последното за Христовото доаѓање, таа добила една комплетна слика. Сватил дека дотогаш барала љубов, мир и среќа на погрешно место. Исус е одговор за се, вели таа. Утредента кога пасторот и неговиот помошник ја посетиле, Марија им раскажувала за својот скршен и горчлив живот. Како алкохоличарка, таа стигнала на дното на животот и сега се издржува со продавање на своето тело. Кога ги искажала своите проблеми, плачејќи пред нив, таа рекла: сношти вие, Господине пастор, ми зборувавте на мене. Меѓутоа гласот кој допирал до низиното срце не бил само гласот на пастора, туку Божиот глас. Тој нежно изборувал. Марија решила да ризикува се. Го повикала Христа да дојде во низиното срце како Спасител и Господ и цврсто ја прегрнала надежта во неговото скорешно доаѓање. Во седмиците кои следеле, Марија сватила дека додека разговара со Исуса, се ослободува од многу стравови и несигурности кои порано се обидувале да ги стивне со алкохол. Исус почнал да ја ослободува од зависноста која неумоливо го уништувал низиниот живот. Марија се срамела од многобројните постапки што ги правила. Меѓутоа Христовата милост и простувањето се посилни од низиниот срам. Многу научила од искуството на разбойникот на крстот. Во своите последни трагични животни мигови се свртил кон тивкиот патеник, оној кој висел на крстот од десната страна, до Спасителот се обратил и рекол: Исусе, спомни си за мене кој ќе дојдеш во Твоето царство. Исус веднаш ја прифатил неговата молба и му ветил место во рајот. Истиот Исус кој на Марија милостиво и понудил проштевање, како и на разбойникот на крстот, сега и нам, почитувани гледачи, тој истиот Исус ни нуди спасение, целосно простување и мир. И затоа, ајде денеска да го и ние тоа доживееме и откриеме. И вие може да кажете: Исусе, сети се на мене кога ќе дојдеш во царството свое. А Исус, верувајте, ќе ви одговори: ќе бидете со мене во рајот. Исус вели денеска: дојдете кај мене сите кои сте уморни и натоварени, јас ќе ве
одмора. И еве на крајот од ова кратко размислување, почитувани гледачи, една молитва. Драг небесен Татко, Ти благодарам за надежта дека Исус наскоро повторно ќе дојде во времето како нашево, кога Твоето доаѓање се приближува. Најголем копнеш на моето срце е да живеам за Тебе. Потребен си ми, потребна е Твојата сила во мојот секојдневен живот. Помогни ми секој ден да станувам се посличен на Исус и да одржувам заедница со Тебе, Господе, проучувајќи Библијата во молитва. Помогни ми да живеам со таква вера, што и другите ќе посакаат да го запознаат Христа. Исусе, сакам да верувам дека си вистински и дека можеш да ми помогнеш. Те молам, покажи ми дека си реален. Ми треба Бог како Тебе во моментов. Те молам за се ова во Исусово име. Еве со ова кратка молитва во рамките на ова кратка духовна тема, почитувани гледачи, ќе го завршиме овој дел и уште еднаш да подлечам, Исус навистина сака да помогне. Тој е тука поред нас. Тој е толку далек колку трае мојата и твојата молитва. А молитвата трае неколку секунди. Затоа нека овој ден ги отвориме нашите мисли да го приеме Исуса, а тој ќе ни помогне и ќе ги реши сите наши проблеми. Одеме сега повторно со песна. Следува рубриката Одговор на ваши прашања. Денеска имаме прашање кое наистина би рекол тешко прашање, треба многу поќе време од неколку минути, но ќе се потрудам еве со неколку библиски текстови да дадам одговор. Кој е Бог? Како изгледа Бог? Многу луѓе се прашува, знаете, кога се проучаваат тие теолошки теми и потоа човекот доаѓа до прашање, а кој го создал Бог? Ако зборуваме за земјата, за се што постои на земја, велиме Бог го создал. Но на крајот ете доаѓа на прашање, а кој го создал Бог? Зошто треба да го обожаваме Бога? Вистинскиот Бог, почитувани гледачи, создал се на оваа земја. Но тој не е создаден, тој е од вечноста. Тој нема ни почеток, ни крај. Еве, само ќе се потрудам неколку текстови да прочитаме, ги има многу во Библијата. Давид вели, пред да се родат планините и пред да ги создадеш земјата и копното, од век до век ти си Бог. Тоа го пишал, значи, во псалмите Давидови. Немаме одговор од кога е Бог, од завчера, од пред 100 години, пред милион години. Нема Библијата податоци кои ни укажуваат за почетокот на Божето постоење. Затоа Давид вели, ти си пред и ти си после, од секогаш. Значи, и Павле зборува во 1 Тимотеј 1:11, бидејќи тој ни дал живот и треба да го обожаваме Бога. Достоен си, Господе Боже наш, да ја примиш сета слава и чест и мог, бидејќи ти создаде се и поради твојата волја се постои и е создадено. Значи, Бог е создадел на се, тој од вечноста. Може би на тоа прашање ќе добиме одговор кога ќе бидеме спасени, кога ќе се најдеме во вечноста. Но за сега Бог не нашол за сходно да го тоа прашање, да даде одговор на тоа прашање. Дали некој го видел Бога?
Никој никогаш не го видел Бога, затоа што тоа е духовно суштество, што значи дека е повисок облик на живот од сите други суштества на земјата. Пишува во Евангелието според Јована, ниту еден човек никогаш не го видел Бога. Единородниот Бог кој му е најблизок на таткото, тој го објави. Значи Исус ќе каже подосна, кој ме гледа мене, го гледа Отецот. Секако има моменти во Стариот Завет кога Бог се открива индиректно, кај Мојсија, неле, тој го закрил неговиот поглед, кога Бог се јавува, значи во светлост, во капината, тамо кога прозборил кај Мојсија, кога Мојсија слуша глас и така натаму. Значи, понатаму Павле ќе каже во Римјаните 1:10, зашто неговите невидливи својства, именно неговата вечна мог и божество, јасно се гледаат уште за создавањето на светот, бидејќи се разпознават по оно што е создадено, па така да луѓето немаат изговор. Значи, Бог никој не го видел, почитувани гледачи. Сега, дали Бог има име? Значи, тоа беше почетното прашање, ве доаѓаме повторно до тоа прашање. Има неколку текстови, и јас сега ќе ги прочитам, кај што Господ се открива. Еве, например, во Матеј, 6 глава, 9 стих вели, Татко наш кој си на небесата, да се свети името Твое. Интересно, евреите, почитувани гледачи, не го спомнувале директно името Господово. Не го спомнувале разни негови епитети, како Елшадај, Елрој, Адонај, и тоа се преводи, може да ги најдете во Библија. Значи, Јахве или Јехова го спомнувале само свештениците и левитите во посебни амбиенти или во посебни служби кога имале во светилиштето. Еве, дозволете ми да ви прочитам текст во Псалом 73:18, вака вели. Два превода ќе прочитам, за да се знае дека единственото ти е име Јахве или Јехова. Ти си севишен на целата земја. Понатаму, друг превод, Господ Савоот, блажен човек кој се надева на Бога. Меѓутоа, еве ќе го прочитам сега и во овој превод на Библијата што ние го користиме, Константинов превод. Значи, ќе одиме повторно во Псалом 83:18, вака вели: нека знаат ти си чие име е Господ, единствен, севишен на целата земја. Значи, како му името на Господ? Овде пишува, името му е Господ. Понатаму, еве дозволете ми да одиме во 10 Божји заповеди. Зошто евреите не го спомнували името постојано Господ, Господ, Господ или Јахве, Јахве, Јахве? И денеска не смеме ние во молитвата 10-20 пати да го спомнуваме. Не е тоа добро. Еве што вели една од заповедите, втора книга Мојсеева или Излез, 20 глава, стихот 7. Не ќе го изговараш напразно името на Господа, твојот Бог, зашто Господ не ќе го остави неказнет оној кој го зема напразно. Значи, во нашиот секојдневен разговор не смеме постојно ние да го спомнуваме Господа. Да, во молитва, во проучување, во проповеди, кога зборуваме за духовни теми, меѓутоа да се колнеме во Божје име како некои што се колнат, тоа не е добро, тоа е грев. Еве, дозволете ми во 3 глава, во истата книга, значи Излез, 3 глава, 14 и 15 стих, еве што кажува. Само тие ќе ги прочитам, зашто времето ни е ограничено, а има многу текстови. 14 и 15 стих вака велат: Јас сум оној кој сум. Гледате како Бог му се открива на Мојсеј. Јас сум оној кој сум. А овде во оригиналот е, значи, ЙХВХ, тоа се тие букви, или Јахве, преведено на наш јазик. И му рече Бог на Мојсија, потоа продолжи: кажи им вака на израелците, јас сум. Овде е напишано со големи букви, што алудира на Божето име. Ме испрати при вас. Значи, кажем на израелците, јас сум. Тој те испрати кај нив. Натаму Бог му рече на Мојсија:
Речем на израелците вака: Господ Бог на вашите татковци, Бог Аврамов, Бог Исаков и така натаму. Ето, во нашиот превод е преведено со зборовите Јас сум или ЙХВХ или Јахве. Меѓутоа, како што спомнав, бидејќи израелците им било кажано да не го често спомнуваат името оригинално, да кажеме правото име на Бога, спомнува неговите епитети како што е Адонај, Елрој, Саваот, Господ над војската и така натаму. Така да, почитувам гледачи, да не се обременуваме, да не се оптеретуваме како му името на Господ. Читајте Библијата, битно е да ги знаеме неговите карактерни особини, дека е Бог на љубовта, Бог на милоста, Бог на спасението, Бог кој му сака на човекот само добро. Така да, некаде околу 7000 пати се спомнува, најдов такво податок, значи во Библијата се спомнува неговото име повеќе пати, со различити епитети, на различити преводи. Како е да е, важно е да сватиме дека Бог се грижи за нас. Дали ќе го викаме Јахве, Јехова, Адонај, Бог, Саваот, Елрој, Елшадај, то не е толку важно. Важно дали го почитуваме ние тоа име, дали ги следиме неговите упатства и неговите правила. Да сватиме дека Бог го дал својот живот преку животот на Исуса Христа и за нас. Исус умрел за да не откопи од овој свет, односно од ова грешна природа, еден ден да ни овозможи прилика да се вратиме и да бидеме за секојаш со Него. Еве, накратко, тоа беше овој објаснување. Кој е Бог? Бог е созидател на се, тој нема ни почеток, нема ни крај. Одеме сега со уште една песна. Gdje smo sad na putu tom, pred Kananom, na Jordanu već se viju Božje slavne zastave, pred Kananom, da svoj put sad nastave. Sunce peče, hlada nema, sve je pusto, vjetar ljud. Da li je još dalek put, još koliko do Kanana, još koliko reci mi, gdje je kraj toj pustinji. Pred Kananom, na Jordanu već se viju Božje slavne zastave, pred Kananom, da svoj put sad nastave. Naprijed sad još malo hoda, malo borbe još, put i nije tako loš, jer nas čeka miran kutak i sloboda od sveg zla. Naprijed sad do Kanana. Почитувани гледачи, еве полека дојдовме до крајот на ова наша денешна програма, денешна емисија, точно напладне, кој се емитува секоја среда со почеток во 12 часот. Пред да се одјавиме и да најавиме дописната библиска школа, би сакал да уште еднаш ви понудам Нов Завет, значи книга која е бесплатна, нов превод, печатена, значи минатата година книга, меѓутоа еден од најдобрите преводи. Значи ова е
од Библиското здружение од Скопје, но преводот е оригинален. Значи ревидирано издање, кај што имало грешки, тоа е исправено и сега еве се нуди бесплатно. Пишете ни на нашата адреса, јавете се, ние ќе ви испратиме по пошта или нашите соработници ќе ви ја донесат на вашата домашна адреса. А вие останате дека сакате да изучувате Библијата, значи целото Свето писмо, еве ви овозможуваме прилика преку дописната библиска школа bibliјата.зборува.mk. Тоа е електронска, значи дописна библиска школа, ќе можете да изучувате преку вашите компјутери дома. Еве сега за која секунда ќе видите рекламата, но како и да е, јас ви ја препорачувам од срце, бидејќи таму има убави теми за размислување, ќе сознаете многу работи за здравјето, за психијатријата, психологијата, за семејството, за Бога, токму во тие 8 подрачја на дописната библиска школа. Да ја видиме сега и рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Полека дојдовме до самиот крај, почитувани гледачи, ви благодарам на вашето внимание, што денеска бевте повторно со нас. Ви закажувам нова средба, ако Бог даде живот и здравје, наредната среда, точно напладне, значи повторно се видиме нова фреквенција на Facebook страната на Радио Гласна Надежда и на YouTube каналот Радио Гласна Надежда. Ви посакувам пријатна седмица, уживајте во пролета, во топлите денови и ви закажувам нова средба во среда. До тогаш останете со здрави. Почитувани гледачи, ве покануваме да бидете дел од нашата нова емисија точно напладне на Радио Гласна Надежда. Секоја среда, точно напладне, ќе имате можност да ги следите следните содржини: мисла на денот, актуелности во светот, совети за здрав начин на живење, теолошки теми, одговори на ваши прашања и други интересни содржини. Сето тоа ќе биде проткаено со убави христијански песни. Емисијата ќе се емитува на Facebook страната на Радио Гласна Надежда и на YouTube каналот Радио Гласна Надежда. Се гледаме.